Мојата денешна соговорничка е сертифициран терапевт по индивидуални и групни психотерапии, Јасмина Арсова. Но не е само тоа, Јасмина имаш уште многу титули кои што треба да ги додадам, морам да ги прочитам бидејќи се многу. Тука се и семејните констелации, сертифициран практичар по реконективно исцелување и лична реконекција, реики, сибирски традиционален шаманизам, природна козметика, има уште многу, али овие се сосема доволно. Добро утро. Добро утро. Добро беше најавата, се кажавме од прилика. Од прилика, да, тоа се најглавните работи, а од нив секако потекнуваат и многу други алатки, меѓутоа навистина благодарам и доволно е. Так, јас освено на првото сертифициран тренер по индивидуални и групни психотерапии, другото не ми е јасно, верувам и на гледачите. Ќе ме објасниме за што станува збор, какви се тие терапии, за кого се наменети, кој може да ги практикува и на кој начин се практикуваат истите. Многу прашања еднаш, ќе ги повториме. Да, тоа се терапии кои што всушност се многу поврзани со медицината, меѓутоа спаѓаат во делот на алтернативна медицина, холистички пристап, односно се традиционални медицини кои што ние нажалост нели ги имаме малку подзаборавено. Еве, например, реикито, да почнеме со основата, која што е основа на сите, што би рекла јас, енергетски пракси, таа е традиционална јапонска медицина, која што се практикува во однос на енергиите. Значи, сите знаеме дека, нели, сите веруваме во некакви енергии, сите веруваме дека нешто има над нас, меѓутоа не знаеме како сето тоа да го искористиме. Реикито е една од тие методи каде што, нели, нормално ги одбегнуваме, односно ги одблокируваме, можеме да ги одблокираме сите енергетски блокади. Тука не е основата, потоа имаме реконективно исцелување, малку подлабока. Во реикито имаме доста други правци кои што можеме директно на некоја работа да делуваме. Семени констелации се, например, една многу интересна групна психотерапија, може и индивидуална, меѓутоа јас секогаш ја практикувам и ја препорачувам групната, бидејќи е многу помоќна. Тоа оди во процесот на епигенетика, односно сите имаме, нели, викаме генетски предиспозиции. Тие генетски предиспозиции за некакви болести, некакви состојби или ќе речеме бабата, дедото беа исти, па сега тоа е. Меѓутоа, тука сваќаме дека многу состојби, многу болести, многу автоимуни заболувања, многу процеси, да речеме, ситуации со партнери, партнерски односи, со семени, бизнис односи, и сите работи можеме да ги одгатнеме по таа епигенетика, можеме да видиме со сосема луѓе кои што не ве познаваат, да ви ги кажат работите кои што вие ги носите длабоко во себе, да некој од тие особи се представи како вашата покојна прабаба, која што вие и името сте го заборавиле, меѓутоа да ја видите нивната неисцелена траума и која како се пренесува во генерациите и доаѓа до самите нас. Тоа го правите преку тие терапии? Преку сите тие терапии, каде што јас најчесто ние ги, односно сите ние, има и некои терапии каде што не ги внесуваме во енергетското поле, меѓутоа овој тип на терапија која што ја практикуваме, семени констелации по таткото на семените констелации, Берт Хелингер. Неговиот метод ми е доста интересен затоа што можеме да отидеме многу подлабоко. И кога луѓето ќе влезат во енергетско поле за 3 минути, веќе бисера, нема да е бисера, тука која замолиме во тоа поле да учествува како фигурата да ни го представи проблемот од каде, ние по бисера и по незините однесувања и по одредени прашања кои што ќе ги поставиме, односно јас ќе ги поставам како терапевт до бисера, ние доаѓаме до каде тоа може да отиде длабоко и што бисера имала неисцелено, па сега се пренело на другите генерации и тука настанува големо исцелување. Исто така, другите методи се исто многу добри, многу разни методи користиме, каде што можеме буквално по епигенетика, биоинформатика, на клетките да дадеме нова информација
и да разбереме дека животот уствари е многу едноставен, многу е лесен и само ние го комплицираме начинот на животот и ете сите тие информации кои што ние од самото наше раѓање и во принцип во медицината нели постои секогаш дуалност, се двои духот од телото. Во нашиот тип и во алтернативниот тип на пракси се сваќа дека телото и душата, нашето физичко тело со душата се споени и тие треба да бидат во баланс, така нашите болести, така нашите состојби, нашите емоции може да се исцелат, може да, како што тие ни предизвикуваат болести, така може да ни предизвикаат и исцелување. Така да сите тие традиционални методи кои што ги користиме, еве и со шаманскиот дел, каде што луѓето мислат дека шаманизмот е некоја посебна религија или дека е некој посебен правец, баш напротив, шаманизмот кој што ние го работиме, односно сибирскиот шаманизам, правите шамани, тоа се сите исцелители, дури и нашите баби тука биле исцелители, каде што не користиме билки за да би влегле во некоја халуцинација или во некоја состојба, дека чисто во енергетското поле можеме за 3 до 5 минути со звукот на тапанот, шаманскиот тапан или звуци од некакви тропкалки, па дури еве повторно се поврзуваме со Македонија и со традицијата, гајдата, кавалот, тапанот, сите тие се исцелителни вибрации и фреквенции, бидејќи секоја една состојба во нашето тело ја предизвикува одредена фреквенција и вибрација. Сакав да ве прекинам, бидејќи една убава целина направивте, ми одговоривте на сите прашања, скоро на се, а толку ни дозволува и времето. Мислам дека го задрживме вниманието на гледачите. Останува тие самите да се пронајдат помеѓу сите овие терапии на кои што му недостига, да пробаат да си, како рековте ви, да си ја смират душата, да направат едно исцелување. До следно видување. Апсолутно ви благодарам. Убав ден.